Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Кризата со снабдување со топлинска енергија е четврта криза која е реална заради лошото владење на СДСМ. Граѓаните се соочуваат со поскапи сметки за парно грејење и струја, затоа што власта е неспособна да изнајде решение. Неспособноста на СДСМ сега граѓаните ја плаќаат преку буџетот. Снабдувањето со електрична и топлинска енергија е доказ дека економскиот и енергетскиот тим на СДСМ нема идеја и нема план како да се справи со кризите кои сами ги создадоа. Граѓаните од овој месец ќе плаќаат по 500 до 800 денари повеќе за струја и парно засебно. Тоа се 1000 до 1600 денари с големен трошок само за овие две работи по домаќинство. Инфлацијата веќе неколку месеци го јаде буџетот на граѓаните. Цената на парното грејење одредуваат вршителите на јавните услуги снабдување со топлинска енергија. Цената ја регулира регулаторна комисија за енергетика, додека владата е единствен субјект кој може да влијае снабдувачите да добијат поевтин газ. Но СДСМ не е способна пред се да предвиди каков ценовен шок ја очекува Македонија со енергенска како гасот, а дури потоа да предвиди кои мерки се оправдани за неутрализирање на кризата. Ваквата неспособност на СДСМ секојдневно го намалува стандардот на народот. Поради недомакинското работење на власта, ние сме на рап да останеме без топлинска енергија. Доколку навреме се справуваа со енергетската и топлинската криза, иако владата работеше одговорно, ваков ценовен шок граѓаните немаше да доживеат. Почитувани, повторно прашуваме: зошто владата дозволи да се прогласи кризна состојба со снабдување на топлинска енергија, кога цената на гасот како енергенс може да се предвиди? Зошто владата на СДСМ не успеа да обезбеди газ по ниска цена, како што тоа го направија и останатите земји од регионот и светот? СДСМ е должна да одговори и да понесе одговорност, затоа што по зголемената струја за 15% и зголемената цена на парното за 14%, истото е на штета на граѓаните, а владата залудно манипулира дека успешно се справила со предизвиците кои всушност истата оваа влада ги создаде. Ви благодарам. Доколку имате прашања, повелете. Отворена понуда до власта за техничка, дека ќе поднесат измени во изборниот закон за да се смени на принципот на техничка влада последните 100 пред изборите. Исто така искаже подготвено да се разговара за една изборна единица за да се задоволат на некој начин помалите политички партии кои што се дел од коалицијата на СДСМ. Дали ова би било прифатливо и за ДУИ со оглед на тоа дека они барат премиер Албанец да има 100 дена пред изборите? Како ги коментирате овие? Дали останувате на овие принципи и дали има некои сигнали од власта дека можно е да се дојде до диалог за овие прашања? Единствената заложба на ВМРО-ДПМН е да се решаваат вистинските проблеми на граѓаните и државата да излезе од 4 кризи кои што во моментов се наоѓаат, а причина за тоа се СДСМ и ДУИ. Поради тоа ВМРО-ДПМН е подготвено да разговара за промени во изборниот законник и да ги слушне барањата на помалите политички партии за една изборна единица и доколку тоа е проблем на СДСМ и ДУИ, тогаш ВМРО-ДПМН ќе прифати и предвремени парламентарни избори без техничка влада и со една изборна единица. Благодарам.